Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме краток апдейт од одношна техничка анализа со цел да објасниме што моментално случува на пазарот и што гледаме во техничкиот дел, со тоа што денеска нормално и 1 јуни официјално отварање на Хонг Конг и неговиот криптосектор, со тоа што како што напоменавме, значи од ситуацијата денеска можеме да видиме дека не го очекуваме тоа што многу од луѓето го очекуваат дека ќе има некој бесно, не знам, купување на пазарот. Нормално со оглед на фактот дека како што кажавме, значи денеска се отвара пазарот со тоа што се примаат првите апликации за менувачници кои што од денеска ќе може да аплицираат за да добијат соодветна лиценца за да може да работат на овој криптопазар. Сега, во однос на ситуацијата, ова е најновата вест која што можеме да добиеме. Значи моментално Huobi е првата од повеќето да речем официјални криптоменувачници кои што сакаат да работат во Хонг Конг и која што уште од вчерашниот ден најавува и денеска веќе ја поднесе својата практично апликација за да биде Хонг Конг лиценцирана платформа, односно нели да биде соодветен учесник на овој пазар, со тоа што уште ќе напомена, значи веќе се напоменува дека ќе биде многу по рестриктирано, многу посериозно и уште ќе напоменеме дека ова потекнува од обратната да речем ситуација во Америка, каде што регулативата се обидува да го задуши криптосекторот. Во оваа ситуација можеме да видиме дека Кина се обидува да го искористи ова и да едноставно направи нели превземање на капиталот кој што моментално заминува од Америка. Сега, дополнително гледаме дека значи HKVAC е уствари органот, односно Хонконгската комисија за хартија од вредност, која што значи прво ќе ги оценува оние кои што аплицирале. Гледате, имате од тројно А до Д, тоа е исто како оние, нели, да речем кредитоспособноста практично како што се оценува во банка, така и овде како се оценуваат нели колку се способни или колку се веродостојни менувачниците кои што ќе добијат соодветна лиценца, со тоа што многу интересна работа која што ја забележав овде, значи самата комисија за хартија од вредност на Хонг Конг ќе иницира и два индекси, меѓу кои првиот ќе биде The Cryptocurrency Large Market Cap Index, значи верувам дека ова ќе биде доста интересно да се следи, кој што ќе представува практично индекс од цената помеѓу 30 најдобри, односно најголеми по маркет кап криптовалути. Претпоставувам ова ќе биде криптовалути кои што они ги дозволуваат. Ако се сеќавате, ние веќе разговаравме во претходното видео дека самиот Хонг Конг има посебна листа на критериуми кои што мора да ги исполнуваат овие валути за истите да може да бидат тргувани на територија на Хонг Конг. Така да пак гледано од аспект на каде ова се шири, јас лично верувам дека ова е на некој начин тест фаза каде што Кина пред да го врати назад криптосекторот во својата територија се обидува да го тестира во Хонг Конг. Сега што очекува од овој тест ќе мораме да видиме, значи што претпоставува за Кина задоволителна ситуација за да го врати назад на своја територија, останува да видиме, но во секој случај очигледно го користи Хонг Конг како тест зона за да види како би изгледало да се примени на своја територија со оглед на фактот дека самиот Хонг Конг е околу 70 милиона, а Кина е 1,3 билион. Така да претпоставам ова е како тест фаза за да се нели интегрира на целата територија на Кина. Сега дополнително денеска немавме доволно време да го направиме видеото за Мика. Значи во текот на вчерашниот ден присуствувавме на посебен, да речем, хепенинг. Овдека скоро секоја среда има организирано од Малта CryptoHub. На некој начин тоа е практично отворена трибина на која што луѓе презентираат на различни теми. Така да бевме замолени како канал, како представени на каналот да бидеме и ние дел од ова CryptoHub, да речем, трибина и наскоро денеска треба да се сретнам со организаторот на трибината со цел да разговараме за потенцијално учество на мое, нормално и на нашиот канал на оваа трибина. Нормално се што може да придонесе за наше едуцирање, нормално што ќе дојде и до вас преку нашиот канал е позитивно, така да само сакав да ви напоменам дека во текот на вчерашниот ден стапивме во многу добар контакт. Ова е активна трибина која што се случува веќе година дена, секоја недела и може многу да придонесе и за наше едуцирање, а нормално и за ваше едуцирање преку нас. Нормално за Мика добивме многу информации, затоа ќе направиме посебно видео со оглед на фактот дека немавме доволно време да го обработиме. Значи, иако првенствено информациите кои што веќе ги споделивме со вас во претходното видео за Мика се прилика тие,
но би сакале тоа да го направиме соодветно на ново видео со ново добиените информации. Јас исто така поставив некои интересни прашања со оглед на фактот дека ова беа луѓе кои што се исклучиво задолжени за овој дел од легислативата во Малта, која што веќе постои од 2018 година и многу блиска до Мика, но нормално тоа верувам дека многу наскоро ќе дојде и кај нас во Македонија, па е добро да знаете како изгледа овој закон, затоа што сите оние кои што сакаат да се приклучат на Европска унија, автоматски ќе мораат да го поседуваат и Мика законот во својата легислатива. Така да верувам дека е битно и за Македонија и е паметно да го проследите тоа видео во текот на оваа недела. Сега, гледате, значи ние стварно се обидуваме да се вратиме на работа на токените, како што кажав, значи ќе се фокусираме на фактот да се обработиме што може повеќе токени со цел да имате една соодветна дата база на најдобрите, најголемите проекти кои што моментално постојат во криптосекторот, но за жал како што може да видите постојат приоритетни работи кои што се обидуваме да ги опфатиме како за нас така и за вас и поради тоа едноставно не можеме да дојдеме да се посветиме на тој дел од плейлистата, на таа конкретно плейлиста, но како и да е, знаете и сами дека очигледно работиме постојано, постепено ќе дојдеме да го обработиме и тој дел. Премногу материјал е, а за жал сум сам и тоа е едноставно пречка која што не ми дозволува да можам да направам соодветна материја за брзината која што можам да посветам за работа на каналот. Сега, битни работи, затоа што денеска е 1 јуни, значи како што кажавме, тоа е самото отварање на Хонг Конг, иако моментално ако имаше некаков ефект до сега ќе го осетиме со оглед на фактот дека нели отварањето на Хонг Конг се случи многу поназад во време, затоа што нели они се понапред со временски зони, но ако имаше било каков момент ќе го осетиме до сега, иако сега е ова само церемонијално, значи наскоро ќе осетиме кога конечно ќе успеат да се појават првите менувачници на пазарот. Сега нели, како што кажав, останува да видиме кога тоа ќе биде. Битно е дека дојдеме до ситуација во која што Кина се обидува да го преземе она што Америка го губи, тоа е добро, затоа што на тој начин вие практично нема да имате испарување на овој капитал или преобразување на овој капитал од крипто во, не знам, некоја друга гранка, како што е, не знам, ресурси или хартија од вредност, туку ќе имате само абсорбирање сето оно што губи Америка од страна на источната страна на светот. Односно, како што веќе напоменавме, голема веројатноста дека следниот бул маркет ќе биде со своите корени во истокот, не во западот. Сега, битна работа во текот до утрешниот ден што мораме да проследиме е новиот извештај за невработеност. Односно, како што кажавме, значи Федералната резерва која што треба да одлучи за новиот рейт хайк, а тоа е на 13 и 14 јуни овој месец, треба да одлучи дали ќе продолжи со рейт хайк во однос на два ново произведени податока. Првиот ни е утрешниот ден, кога ќе добиеме, значи на 6 јуни ќе добиеме стапка на невработеност, а вториот ни на 13 мај, еден ден пред самиот, значи во текот на состанокот и еден ден пред пресконференцијата на Федералната резерва на 14 јуни. Тоа е податокот за моменталната инфлација во месец мај, значи исто како и за невработеноста. Како и да е, значи од досегашното, од она што го гледаме досега на пазарот, значи како што кажеме, невработеноста во Америка не смее да се дигне над 4%, во спротивно нормално Федералната резерва ќе мора веднаш да преземе соодветни мерки за да го запре овој тренд, затоа што над 4% се смета за алармантна невработеност. Сега за сега во текот на, па ја гледате, значи од февруари 2022 година, невработеноста не успеала да се покачи повеќе од 3,6%. Што е на некој начин за нив многу добро, а во оваа ситуација нас не ни одговара. Зошто? Затоа што очекуваме порано или подоцна поради, нели, прво многу големата висина на рейт хайкс, односно на каматата која што ја наплаќа Федералната резерва за ново произведените парични средства, да предизвика голема невработеност. А знаеме дека кога тоа ќе почне, ќе гледате и сами. Че кога тоа ќе почне, ќе следи. Како и да е, ова е од COVID, но нели, очекувано е дека порано или подоцна ќе мора да се зголеми оваа вредност. Колку побрзо се зголеми оваа вредност, негде блиску до 4, па и над 4%, толку побрзо или поблиску сме до запирање со рейт хајкови и со конечен пивот, она што постојано се очекува од Федералната резерва, или пак quantitative easing, да продолжи со принтање на пари. Сега, гледаме и дека и понатаму самата Федерална резерва е многу против да се запре моментално, со оглед на фактот дека ако погледнеме колку се големи шансите да имаме повторен рейт хайк, очигледно имаме огромен процент. Значи ако се сеќавате на почетокот на овој месец, сите они што го следат нашиот канал, знаат дека
имаше многу значи околу 99% од луѓето веруваат дека ќе се запре со rate hikes. Сега моментално гледаме дека тоа се намали за скоро 30% практично, со тоа што имаме околу 30% луѓе кои што очекуваат дека ќе имаме уште еден rate hike од 5,25 на 5,5% на нели камата на ново произведени средства кои што потекнуваат од Федералната резерва. Сега, ова не е добро, зашто затоа што и понатаму на тој начин се зајакнува вредноста на долар. Како што кажавме веќе многу пати до сега, значи можеме тоа да го видиме постојано, се додека имаме rate hikes и понатаму доларот има вештачко пумпање на својата вредност и затоа не можеме да добиеме негов следен пат во овој bear market во кој што се наоѓа, затоа ќе поразговараме во анализата на DXY, но битно е дека сега мора да разбереме дека колку е повисок степенот на невработеност во однос на оно што го очекуваме утре, толку поблиску се наоѓаме до потенцијален пивет на Федералната резерва. Пивот би значило промена на нивната политика. Затоа што без да имаме промена и без да почне повторно да се принта пари, многу тешко ќе влеземе во следниот bull market. Значи, сега да не влегуваме во детали, мислам дека ова сме го објаснили 1 милион пати. Сите оние кои што не го знаат, може да се вратат наназад, значи има други видеа во кои што се тоа е детално објаснето, значи или пак погледнете во видеото за инфлација, каде што точно објаснуваме за целата оваа ситуација. Сега, утрешниот дел, значи со оглед на фактот дека очекувам зголемување на коефициентот на невработеност, сега, каде може да видите што се очекува моментално, мој совет е да го користите, значи ова е една од многу добрите, да речем, страни кои што ги користиме, ни беше кажано од еден од нашите членови, секоја чест нели на дечкото што ни го кажа тоа, значи на ова Forex Factory може да ги најдете сите битни случувања и сите битни практично коефициенти во текот на одреден датум. Така да за 2 јуни нас не е битно да најдеме значи unemployment rate. Се очекува да скокне од 3,4 на 3,5. Така, имате forecast. Значи ова е досега морам да признаам доста прецизен инструмент. Значи, гледате, се очекува практично да се зголеми за 0,1%, што е на некој начин значително зголемување, затоа што 4% не е на некој начин црвена граница. Така да 0,1% сепак е зголемување. Така да колку повеќе се движиме нагоре од 4%, иако ова звучи глупаво, толку поблиску се наоѓаме до пивет на Fed. Така да користите оваа Forex Factory е доста добра. Значи, на пример, овдека можеме исто да го проследиме и за 13 да видиме што се очекува на пример. Значи, овдека ќе ставиме на двете 13 чисто за да видиме како изгледа за 13 јуни. 14 јуни во однос на оној битен момент што го очекуваме, CPI, само да видиме дали има forecast, како што гледам до сега нема forecast. Значи, само момент. За жал нема forecast. Значи, како и да, иако имам профил, ако има forecast ќе биде, значи овде, ќе биде во овие вредности, така да верувам дека како ќе се ближиме до овој ден, така се повеќе ќе видиме нели колку прилика се очекува да биде инфлацијата, како и да е. Во секој случај, иако ова не е официјален податок, е податок кој што на некој начин ви покажува што мисли пошироката финансиска јавност. Сега, уште еднаш ќе напоменам, значи уште ред hike се очекува. Иако ќе мораме да ги добиеме овие два податока за да видиме што понатаму, во текот на утрешниот ден, доколку добиваме зголемување на невработеноста, тоа е моментално позитивно за нашиот пазар. Колку повисок процент на невработеност, толку по-добро ќе биде за нашиот пазар, а по-негативно за доларот. Колку пониска вредност на невработеност, толку по-добро за доларот, толку полошо за оние пазари кои што ние ги следиме, односно криптопазарите. Поради причината која што досега ја објаснав. Сега, тоа е во текот на утрешниот ден, нормално за текот на средината на месец ќе направиме соодветно видео во кое што ќе објасниме нели се што очекуваме од инфлацијата и усредниот со страна на Федералната резерва, со тоа што имаше уште еден фактор, а тоа беше нели подигањето на дет силингот кој што се случи, така да едноставно ова како потенцијален момент за пивет опаѓа, затоа што ако тоа не се случише, автоматски Федералната резерва нема никаква друга опција освен да смени веднаш нели политика на начинот на кој што функционира, но не, тоа не се случи како и да е. Сега, во однос на DXY, знаете сами дека DXY е обратно корелиран од нормално Биткоин и Nasdaq и S&P 500, со тоа што нели, толку го и додадеме, можеме да видиме дека е колку повеќе исто се движи нагоре, имаме корекција на Биткоин надолу, ако додадеме во оваа ситуација нема да биде исто за само Nasdaq и S&P 500, зошто? Затоа што моментално имаме, пак не можем да разберам од каде толку голема популарност на хартии од вредност,
со тоа што и Nasdaq и S&P 500 се движат паралелно со доларот. Значи е многу чудно, јас искрено не знам зошто, но генерално од пазарот кој што нас не интересира, а тоа е биткоин, гледаме дека се движат обратно пропорционално. Односно кога имаме ситуација во која што DXY се движи нагоре, нормално биткоин се движи надолу или хоризонтално и обратно. Нормално, тоа е очекувано со оглед на фактот дека едните се тргуваат против другите, односно тргуваме биткоин и долар. Сега, гледано од месечно ниво, можеме да видиме дека оваа корекција ни дојде буквално поради ритест на нивото на 50, зборуваме за RSI, каде што истиот се тестираше до 50, се придвижи нагоре повторно. Гледаме имаме заоблување потенцијално на MACD, кое што јас верувам да ќе продолжи надолу, со оглед на фактот дека ова е само нормална корекција, која што е на него, значи dead cat bounce, според оно што го гледам, иако имаме дупло дно, ќе поразговараме за истото, но верувам дека прашање на време кога повторно ќе се придвижиме надолу. Гледаме дека сега за сега на месечно ниво овдека може да остане индексот некое време, но ќе напоменам. Ова е поради фактори кои што го држат овој индекс на ова ниво. Во моментот кога ќе престанеме со rate hikes, веќе нема инструмент кој што се обидува и понатаму да го напумпа DXY, односно да ја напумпа вредноста на доларот. Така да кога ќе престанат rate hike-овите, можеме да очекуваме поштено да падне надолу повторно DXY индексот и вредноста на доларот. Сега, на неделно ниво конечно добивме корекција која што чекавме долго време. Значи прво тоа го гледаме на VWAP, кој што само што се заобли надолу. Гледаме дека повторно имаме одлив на зелениот бран, односно тоа е преливот на средства во ова добро. И гледаме дека и RSI е многу, сток RSI е многу висок, значи моментално е на вредност од 90. Значи самиот RSI е на некоја неутрална вредност од 50, значи може да отиде во било која насока, но со оглед на фактот дека ако погледнеме на дневно ниво, значи еве во тоа што ви кажувам, значи имаме дупло дно овдека моментално и ова е предизвикано од rate hikes. Со тоа што корекцијата од претходниот врв кој што го воспоставивме овдека моментално е точно до 78,6%, односно 0,786 од Фибоначи секвенцата, со тоа што ова исто така кореспондира и со ова бела линија, која што уствари представува ниво, која што воспоставена во 1999 година. Ваквиот локален врв во неколку наврати ни беше и поддршка и практично опор на цената на DXY и тоа гледаме дека во два наврати. Значи ова беше првиот, ова е вториот, со тоа што гледаме дека претходно ни беше поддршка во оваа ситуација. Како и да е, значи буквално кога дојде до ова ниво, доби корекција со оглед на фактот дека ова е ниво кое што трговците го користат доста често за земање профит и поради оваа причина имавме на некој начин во претходните неколку денови пак ова е хоризонтално движење, но гледаме дека само што не почнало да се движи надолу и гледаме дека тоа беше и пробив на овој триаголник кој што моментално гледаме заедно со оваа тренд линија воспоставена од овие два ритеста овде. Но дали ќе продолжи надолу останува да видиме, секако ритест на тренд линија е потребен пред понатамошно движење нагоре, но пак ќе кажам. DXY е директно поврзан со одлуките на Федералната резерва. Се додека одлуките на Федералната резерва се движат во една или во друга насока, без разлика како покажува техничката анализа, очекуваме и самата цена да се движи во насока на политиката на Федералната резерва. Што значи дека ако очекуваме повторен rate hike, нормално дека очекуваме и понатаму DXY да се движи нагоре. Со тоа што моментално гледаме дека имаме солидно ниво на продажба, кое што исто така кореспондира како што можеме да видиме со оваа поддршка овде. Значи, ако воспоставиме овдека тренд линија, можеме да видиме, само момент, дека оваа тренд линија која што во целото ова поле било поддршка, овдека ни представува отпор на вредноста на DXY. Со тоа што гледаме дека моментално ваквото пробивање на трендот и овој триаголник завршува со ритест, посебно на ова неделно ниво кое што гледаме ки претходно било практично поддршка, сега моментално е повторно поддршка, останува да видиме дали ќе се задржи, но пак ќе кажам, се зависи од следните два податока, односно коефициентот на невработеност, инфлацијата, како и самиот состанок и потенцијалниот rate hike. Сега, гледано од технички аспект, значи, овдека сме спремни за корекција надолу. Зошто? Значи, добивме препродаден RSI, дојде до 70, добивме кој што моментално се коригира, значи сега е 60, но сепак, нели, доста високо. Гледаме дека MACD само што се заобли доби прекрстување на сигналната и базичната линија со оваа црвена точка, локален врв, кој што моментално го гледаме овдека, сток RSI се движи надолу, VWAP само што премина преку нулата надолу, гледаме дека имаме одлив од DXY како, нели, оваа црвениот бран. Сега, тоа е во однос на техничка анализа, но повторно ќе кажам,
Техничка анализа многу лесно може да биде променета во другата насока, доколку добиеме фундаментални вести кои што го променуваат овој тек на ова добро. А тоа во оваа ситуација може да биде, како што кажав, во текот на утрешниот ден да имаме намалување поради некоја причина, повторно на невработеноста, или пак истата да остане на некое ниско ниво како што и моментално се наоѓа. Останува да видиме во секој случај, но тоа ако е позитивно за DXY, нормално ќе биде негативно за биткоин. Сега, чисто само на кратко, да погледнеме што се случува со S&P 500 и со Nasdaq. Значи, првенствено, како што кажавме и претходно, очигледно, оваа 0,5 корекција, која што очекувавме од овој последен голем бран, од овој последен bull market, се оствари и точно дојде до центарот на она поле кој што очекувавме дека е најдобро за акумулација, со тоа што моментално правиме ритест на 23,6, она е најслабото ниво на Фибоначи секвенцата. Сега, тоа е моментално ритест на најголемиот временски чарт, со тоа што ако погледнеме надолу на неделно ниво, гледаме дека ова кореспондира исто така и со многу од овие локални нивоа, односно локални дна кои што ги имаме овдека, каде што гледаме дека таквите неделни нивоа моментално ги ретестира цената на SPY. Со тоа што дополнително мораме да напоменеме дека Fear and Greed индексот е многу висок за S&P 500, како и за Nasdaq нормално, со тоа што ваков висок Fear and Greed индекс е прашање на време кога ќе го предизвика следниот пат во овој индекс, со тоа што гледаме во и самиот S&P 500 представува индекс, како и да е, со тоа што гледаме дека и сток RSI на неделно ниво е доста висок, значи се наоѓа на 95, RSI е исто така генерално висок со вредност од 60, MACD се уште не е заоблен, но VWAP веќе се движи надоле заедно со зелениот бран на прилив на средства. Сега, кога тоа и дали ќе се случи, останува да видиме, но ако погледнеме на дневно ниво, гледаме дека веќе се случува. Односно, ако ги погледнеме индикаторите на дневно ниво, имаме утврдено локален врв, веќе сме се движеле блиску до 70 со RSI, сток RSI е пак над 70 на некој начин, и VWAP имаме повторно второ придвижување надолу, заедно со MACD. Така да, на дневно ниво веќе се припрема за потенцијален пат, со тоа што пак ќе напоменам, значи VIX индексот ни е крајно низок, што значи дека е многу висока грид зоната, односно како што кажавме од нормална зона на 21, 30 би представувала extreme fear, моментално се наоѓаме на екстремно ниска вредност, односно ова соодветствува со врвови на цената на S&P 500 и Nasdaq, односно на традиционалните пазари. Со тоа што само на кратко ќе погледнеме и Nasdaq, за да видите дека исто и Nasdaq моментално има не еден, туку 3 врвови устварено во последните неколку дена, на неделно ниво исто така можеме да видиме, значи гледате ова. Од последната корекција, значи успеа од целиот овој бран да се врати до 61,8, што е Golden Ratio левелот на Фибоначи, каде што најчесто случуваат најголем дел од корекциите, само што ја доправме и гледаме дека истиот почнува да се движи надолу. После, гледайте, имаме 5 недели нагорно движење на Nasdaq, ова е прва во која што имаме надолно движење, со тоа што повторно устваривме врв, локален врв на Nasdaq и очигледно се е премногу високо. Значи RSI е на 70, сток RSI е на 98, MACD е доста високо, значи време е да се намали надолу, со тоа што исто така можеме да видиме дека VWAP и бранот на прилив на средства веќе се во надолен терек. Така да прашање на време кога ќе се коригира и Nasdaq и S&P 500 со оглед на фактот дека и Fear and Greed индексот одамна ни покажува дека е време за корекција. Сега, пред да навлеземе во биткоин, само сакам да напоменам дека единствениот, да речем, голем пат кој што го имав пред само неколку дена, а тоа беше буквално преминал до 23 на 24 мај, потекнува од 28 на 29 мај, се извинувам. Потекнува од оваа голема ликвидација на лонгс која што имавме од 108 милиона. Зошто е тоа така? Затоа што дојдовме до горната граница на овој канал. Знаете, и сами многу пати разговараме за тоа, значи овој канал представува придвижување, само да го представиме вака што е многу подобро направен. Значи гледаме дека истиот представува на некој начин поддршка и отпор на цената во целиот овој bear market, со тоа што моментално само што ја допра горната граница на почетокот на следната недела, веќе имаме коригирање надолу во новата недела, што е практично ретестирање на горната граница на овој канал. Гледаме дека ова ретестирање е веќе неколку пати до сега потврдено и на тој начин го прави овој канал се уште релевантен. Со тоа што
значи само да се вратиме сега нормално месечно ниво, да видиме какви се самите индикатори, односно зборуваме за Market Cipher. Значи Market Cipher првенствено на месечно ниво нормално и понатаму ни покажува дека има многу простор за движење нагоре, со тоа што моментално е во некоја неутрална вода. Гледате како се неутрализираат и RSI и Stock RSI, значи се движат хоризонтално. Дури и MACD е на некој начин доста неутрален во оваа ситуација. На неделно ниво можеме да видиме дека во оваа ситуација, значи, иако имаме солидна корекција, ова е пак на некој начин движење хоризонтално. Значи, иако вас ви изгледа многу, значи од 31.000 и нешто до најниско вредност од 26-25,8 е на некој начин хоризонтално движење на биткоин, кога ќе одзумираме. Секогаш одзумирајте за стварите да ви бидат многу појасни. И дополнително можеме да видиме дека и овдека постепено се неутрализираат, значи нормално се случува некогаш и ваков тип на брза корекција нагоре, но најчесто ваквите корекции прво им е потребно време да се да на некој начин оладат, како што кажаме, да се ресетираат индикаторите пред да продолжат нагоре. Истата ситуација е добива поради тоа што RSI се придвижи до 70, а знаете сами тоа е веќе препродадена вредност, со тоа што моменталната вредност му е негде околу 56, значи се движи надолу кон онаа неутрална вредност од 50. Нормално претходно добивме и локален врв кога дојдовме од 31.000 и гледаме дека моментално дури и VWAP кој што е најбрзиот и најфлексибилниот индикатор не е буквално неутрален. Stock RSI исто така е веќе препродаден на 25 и MACD исто така се уште нема направено пресврт. Значи на неделно ниво кога ќе добиеме пресврт овие индикатори ќе биде почетокот на следната нога нагоре, но повторно сето ова директно зависи од политиката на Федералната резерва и овие два податока кои што ги чекаме, како и нормално од потенцијален да речем некој тип на фундаментална вест кој што би го забрзал сето ова. Например, сега да кажа дека првата берза конечно почнува да работа во Хонг Конг и дека луѓето почнуваат да купуваат, ќе биде сосема друга ситуација. Но нормално сега за сега немаме соодветни вести за такво нешто. Но на дневно ниво уште повеќе можеме да видиме ваков тип на така речено сега. На дневно ниво се уште еднаш ќе напоменам, се движиме во оваа bullish flag формација, каде што го имаме овој bull flag кој што се формира со овој канал. Значи практично ова би било потенцијално движење нагоре доколку успееме да пробиеме и доколку добиеме некоја позитивна вест, која што би не донело, како што можеме да видиме, блиску до практично претходните дна. Значи ако го измериме ова на овој чарт овде, ќе ни дојде блиску до потенцијалното значи практично тоа би било негде горната граница на оваа акумулациона зона. Значи ќе го измериме тоа за некое време, само не. Сега ќе го направиме чисто да видите како тоа изгледа. Значи ако ова е каналот, практично долната граница на овој канал, иако овдека не е нацртан, би било негде овде. Гледате? Значи практично не носи малку повисоко се извинам, негде околу 40 практично не носи. Не е правилно, само момент, затоа што го гледаме на неделно ниво. Значи, ако се вратиме на дневно ниво, треба да го оформиме каналот, за да може да видите зашто уствари зборувам. Значи, ќе го направиме каналот, само за да видите како прилика тоа би изгледало. Значи, ова е каналот во кој што моментално цената на биткоин се движи, со тоа што bull flag-от потекнува од оваа корекција, чисто за да видиме како прилика изгледа на овој чарт, затоа што имаме некои формации кои што ги немаме на другиот. Нормално затоа и користиме неколку вакви чартови, со тоа што гледаме, значи негде околу 40.000 се очекува ваквата формација да заврши позитивно, доколку заврши позитивно нормално, но е нешто што мораме да го следиме. Пак ќе кажем, за ваквата формација да заврши позитивно, потребни се позитивни вести. Односно потребно нешто што би било bullish драйвер на пазарот, со тоа што во меѓувреме гледаме дека и понатаму имаме на некој начин движење хоризонтално со оглед на фактот дека 30.000 е доста недостижно сега за сега ниво и гледаме дека повторно добивме корекција во моментот кога се придвижиме до горната граница на овој канал, што веќе го спомнавме. Така. Сега. Нормално и понатаму мораме да видиме како се ќе се одвива со оглед на фактот дека добивме ова е триаголник кој што ни покажува промена на трендот, кој што гледаме дека се случува моментално. Значи Stock RSI беше доста висок со вредност од 89, моментално е 57. RSI од 57 се коригираше на 45 и гледаме дека и VWAP и MACD се во придвижување надолу. Сега, битна работа која што мораме да заклучиме од овој момент е дека ваквото и понатамошно коригирање, гледаме дека се одразува и на самиот Fear and Greed индекс, значи кој што се уште е неутрален. Веќе еден месец ние се наоѓаме во вредност околу 50, ни е потребен со цел да собереме
со одветен моментум за да можеме да се придвижиме над ова ниво кое што моментално ни е проблема, тоа е 30.000. Така да пак ќе кажам, не гледам поента на брзање, значи се наоѓаме се уште така речено далеко од бул маркетот, затоа што пак имаме уште една година до следниот халвинг, но постепено очекувам ова година да се придвижуваме нагоре. Значи тоа е во однос на овој чарт, се што имаме да кажеме. Гледано од чартот на неделно ниво, каде што ги имаме 200 неделна средна вредност и bull market support бендот, заедно што ова локално дно кое што го имаме терало на колапсот, се уште се наоѓаме буквално на овој конфлукс од различни индикатори кои што ја држат цената се уште над истиот. Нормално очекувам дека ова ќе биде солидно ниво кое што ќе ја задржи цената таму, затоа што пак ќе напоменам. Значи, многу пати до сега сме напоменале 200 неделната средна вредност, односно оваа црвена линија, bull market support бендот се основни индикатори, односно основни информации кои што представуваат поддршка на цената во текот на цел еден bull market. Така да успешно коригирање од истата веќе неколку пати може да доведе до конечно завземање на доволна сила за да можеме да се придвижиме нагоре во следната нога. Тоа е во однос на неделно ниво. Исто така, знаете и сами дека ова кореспондира и со Wyckoff акумулацијата, односно се наоѓаме во последниот дел од Wyckoff акумулацијата, фазата Е, во која што правиме практично корекција од горната граница на оваа трейдинг зона, че овој трейдинг рейндж, и понатаму се придвижуваме нагоре во следната формација, а тоа е практично blow off top до следна Wyckoff дистрибуција. Така да и ова покажува дека се наоѓаме на сосема добар пат и нормално оваа макро слика која што имаме овдека моментално ни покажува дека биткоин и понатаму се движи во овој макро канал, со тоа што како што кажав, гледано од аспект на 2014-2015 година, овој bear market ни покажува исто придвижување како што моментално го имаме во ОА, значи буквално до сега е така речено копија. Значи гледате, моментално имаме придвижување нагоре после оваа корекција надолу до долната граница на овој канал и повторно придвижување нагоре. Значи корекција под каналот, нагоре, ритест на долната граница на овој канал и нормално очекуваме следно придвижување нагоре, со оглед на фактот дека и bull market support бендот во оваа ситуација и 50 неделната средна вредност, исто како и 50 месечната средна вредност, исто како и 200 неделната средна вредност, се наоѓаат под нас како поддршка во овој дел од bull маркетот. Иако верувам дека се уште во bull маркет. Значи денеска немаме многу време, така да затоа и направивме една кратка техничка анализа со цел да напоменеме што се очекуваме утре. Нормално во текот на следните денови ќе имаме повеќе време и ќе работиме малку повеќе на каналот. Ова е само за да имате оприлика представа што гледаме моментално на пазар. Така да се надевам дека и секогаш се задоволни со нашата работа. Нормално кога ќе имаме нов материјал, ќе направиме соодветни најави преку нашите социјални медиуми, како што е на пример Facebook страната, групата Криптовалути Македонија, како и нормално нашиот Instagram, TikTok. Така да следете и нормално како и секогаш, значи следете ги нашите социјални мрежи, со цел да видите што понатаму работи во нашиот канал. Ви благодарам како и секогаш и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Кемичи.